Добар ден, почитувани, ова е уште една нова Телма амбуланта. Петолчото издание во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Работата на медицинските сестри треба секојдневно да се почитува, но тоа особено е нагласено за време на меѓународната недела на медицинските сестри, што се одржува секоја година од 6 до 12 мај. За убавините, но и потешкотиите на оваа најхумана професија денеска разговараме со медицинските сестри Сузана Костовска и Сонја Русевска во клиничката болница Жан Митрев. Разговорот ќе го проследите по рекламите. Останете на Телма. Како изгледа работата на медицинските сестри, ќе ги запрашаме денешните гостинки во студиото на Телма, а тоа е Сузана Костовска и Сонја Русевска, медицински сестри во клиничката болница Жан Митрев со долгогодишно искуство. Добар ден и добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добар ден, да. Ви благодарам што одвоивте време и за нас медицинските сестри. Нормално. Медицинските сестри во клиничката болница Жан Митрев работат според JCI системот. Што подразбира тоа? Тоа е златниот печат кој што го добиваме на секои 3 години. Значи, нашата болница се реевалуира, веќе трета година поред. Го добивме тој златен стандарден печат, каде што пред се многу е важно самиот печат окажува да самата болница работи по стандарди кои што се планирани за заштита на здравието и безбедноста на пациентите. На секои 3 години се врши реевалуација на целиот персонал кој што работи во нашата болница, се со цел да се види дали тие стандарди се почитуваат, дали се надминуваат одредени недостатоци доколку ги има и се за доброто и заштитата на безбедноста на пациентот, нивните права кои што се најважни во целокупниот работен процес, во текот на згрижувањето на пациентите, дали доаѓаат за амбулантски дијагностички испитувања, дали доаѓаат за преглед или интервенции или за хоспитализација, севкупно кога доаѓаат нашите реакредитори за да проверуваат од моментот на стапнување на пациентот во нашата болница, па се до моментот на излегување, проследување на целокупната документација, целокупните процедури, влегувањата и излегувањата во салите, оперативни блокови и така натаму, подразбира дека ги исполнуваме сите критериуми кои што се важни за добивање на тој златен печат, на кој што сме посебно горди како представници на сестри кои што работиме во таа болница. И гордост мене лично ми е, бидејќи јас како сестра веќе флуирам повеќе од 35 години. Мојот работен процес започна 88 година, далечната, на клиниката за кардиологија. Таму бев 15 години како медицинска сестра. Најпрво работев на интензивна нега, а потоа почнав да се субспециализирам за интервентна медицинска сестра. Останав 10 години во болницата и потоа, после 15 години, трансферот го направив во една медицинска компанија Реплек за продажба на медицинска опрема и медицински потрошни материјали. Таму бев 2 години. Тоа ми представуваше посебно важно во мојата едукација, заради тоа што и од денешна страна, како сестра која што работи во еден целокупен динамичен процес, ни е битно да знаеме што треба да нарачаме, што треба да подготвиме, како асистенти во оперативните програми и така натаму. Каква е улогата на медицинската сестра? Споминавте дека сте интервентна медицинска сестра. Значи, каква е улогата на интервентните медицински сестри во болничките сали? Дали тие работат рамо до рамо со лекарите? Дали се во тесна соработка? Интервентните сестри се во тесна соработка со лекарите, бидејќи се асистенти пред се во целокупниот работен процес, почнувајќи од моментот кога сестрата ги превзема пациентите за подготовка на планирана процедура, до моментот кога се спрема салата, до моментот кога се подготвува пациентот за интервенција, па и на крај до финалниот производ кога ги испраќаме пациентите ако си одат дома, ако се работи само амбулантска дијагностика или ако се хоспитализираат за понатамошна операција или хоспитализација во нашата болница. Многу е важно што сестрите мора да оставиме впечаток према семејството и према пациентот, пациентот да се чувствува дека е во сигурни раце, да добие доверба, да добие сигурност дека тука е на правото место, каде што треба да му се пружи потребната здравствена помош. Се со цел за да се постигне тоа во нашата болница, како што напоменавме, заради тие JCI безбедносни
рамки, потребно е да се следи целокупното движење на пациентот од моментот на неговото доаѓање, идентификација, протоколи на работа. Сето тоа го правиме во склоп на работните процеси, проверувајќи го правиот пациент дали е на вистинското место, во вистинското време, на правата сала за операција, заради тоа што тоа ни е еден од рамките кој што ја дава безбедноста и сигурноста на пациентот. Медицинските сестри треба постојано да се едуцираат, да го надградуваат знаењето. Како тоа го правите? Еве, вие сте првата сертифицирана медицинска сестра во Македонија за изведување на една мощна сложена кардиолошка. Знаете, не можев да не го извлечам најдоброто од себе кога зад мене имам институција како што е Жан Митрев клиника. Пред неполни 3 години индиската фирма Мерил дојде во нашата болница, ни понуди можност која што ја прифатив и успеав и ја научив техниката за кремпирање или подготовка на аортни валвули на биолошки аортни валвули за тави процедурата или трансаортик катетер valve implantation. Значи тоа е една сложена хибридна операција која што интервенција поточно во нашата сала, која што се извршува без операција на отворено срце. Инаку, целокупниот мој стаж кој што го имам низ овие години, не ми значеше нешто многу тешко за да го совладам сето тоа и да бидам една единствена во државата. Покрај тоа што се здобив со сертификат од индиската фирма Мерил, исто така станав и проктор на Балканскиот регион, кој што сега посетувам и други болници од регионот и гордо ја представувам нормално мојата матична куќа, се стекнувам со нови знаења, со еминентни имиња од областа на кардиологијата од други болници, што многу значи за мене да научам нешто, а и за професијата воопшто. Така имаме и видеа како сето тоа изгледа во ангиосалата. Што е тоа ангиосала? Ангиографија или ангиосала представува сала каде што се врши снимање на крвните садови со помош на во присуство на рентген апарат и со помош на контрасно средство. Сето тоа е со цел за да се визуализира, токму веќе имаме точно, имаме слики каде што се гледа како се подготвува една сложена хибридна процедура. Се гледа на самата слика дека е прилично голем составот на тимот, бидејќи има присуство на повеќе профили, почнувајќи од кардиохирург, интервентен кардиолог, инструментарка, интервентна сестра, анестезиолог, анестетичар, помошник инструментарка, помошник интервентна сестра, рентген технолог. Сето тоа се работи се со цел валвулата што сестрасонја треба прво да ја подготви, да ја кремпува и да ја спреми на деливери систем кој што потоа преку го моментот кога сестрасонја ја подготвува валвулата. И тоа е мощна, прецизна работа, знае сестра Сонја, затоа што точност, прецизност нема место. Како стрелките на часовникот, баш така како што одат, да. Значи одговорноста е голема. Преголема одговорност, да. Одговорноста на прво место, бидејќи нашата работа пред се е одговорна и во секој поглед, не само во кремпирањето на валвули, бидејќи нашата работа и во ситуации кога немаме многу комодитет со време, мораме да бидеме точни, прецизни во давање на правиот лек, на правиот пациент, заради тоа и нашата работа е таква каква што е. Со други зборови да бидеме мултидисциплинарно едуцирани. Да што работиме во таков мултидисциплинарен тим. Новите сестри што доаѓаат во вашата установа мора да поминат низ обука, низ образование? Да, мора да поминат низ обука. Знае сестра Сузана ги води повеќе тие работи. Имаме едукацијска школа која што најпрво ја посетуваат, поминуваат одделите, профилираат низ одделите, за да потоа се снајдат и успеат да бидат дел од нас. Многу е важно младите соработници, ќе ги кажам, нашите нови идни колеги, од кои што ние во иднина како пациенти ќе бидеме на нивните раце оставени, е важно да ги упатиме на прав начин и полесно да им го дадеме целокупното наше знаење кое што за овие години ние сме го стекнале, на што е можно пократко, бидејќи едно е да учите теорија, а друго е практично да работите. Во еминентните наши образованија каде што се учи сестринската работа, не секогаш може и целокупната практична да се научи.
Значи, тоа е многу важно и во текот на целокупниот работен процес. Се што можеме практично да спознаеме и да го научиме, треба да го споделиме несебично со нашите нови соработници. Како јас можам да кажам, со гордост да кажам, дека навистина, мене сестра Сузана ми беше навистина едукатор и ментор кој што ме научи за премногу кратко време да влезам во тимот на ангиографија и да успеам. Јас бев претходно, моето работно искуство почна како стоматолошка сестра, па продолжив на интензивна нега во Филип II, тогаш нели во Жан Митрев клиника. Па почнав како инструментарка на доктор Жан Митрев, за да од 2006 веќе сум дел од тимот на ангиографија и сакам да кажам дека за многу кратко време станав интервентна сестра во права смисла на зборот. Како што во права смисла на зборот, која што несебично и понатаму се едуцира. Амбициозни сме сите во тимот, сакаме да се учиме, затоа што самото време во кое што живееме е многу брзо и динамично. Секојдневно има нова опрема, нови интервенции кои што ни дозволуваат и на нас се уште да се едуцираме. Јас и после 35 години работно искуство се уште со нови соработници, работиме нови процедури, нови интервенции. Така, медицината е динамична наука, динамична мора да се многу следат сме новитетите. среќни што имаме можност да работиме во болница во која што ни е дозволено да имаме можност да се едуцираме, посетуваме стручни симпозиуми, конгреси, ги изнесуваме нашите видувања од нашата целокупна работа, нашите работни ангажмани кои што ги имаме, ги проследуваме со соодветни теми, каде што присуствуваме на конгреси. Еве скоро пред одредено време бевме во Велес, каде што нашата болница имаше представници за денот на сестринството. Исто така сега во текот на оваа недела дел од наши сестри беа учесници во хуманитарната организација со помош на Свети Спас што беше организирана. Исто така денеска во 1 часот кога почнува емисијава, почнува и академијата на дел од здруженијата кои што денеска ќе имаат свечено обраќање за денот на сестрите, ќе се избира најхумана сестра и од јавните и од приватните болници, и од нашата болница ќе имаме сестра која што ќе биде етаблирана како најхумана сестра за 24-та година. Така, настанот се одржува инаку да споменеме на 12 мај, светскиот ден. Светскиот ден на сестрата е 12, меѓутоа денеска во Дом на АРМ се одржува академијата на Сдруженијето на сестри за нас. Имаме и други здруженија кои што веќе има од Сабајлево свечени обраќања за сестрите, за денот на сестрите. Така да тоа денеска е светскиот ден на сестринството всушност е 12 мај во чест на нараѓањето на британската медицинска сестра Флоренс Најтингел. Мотото на годинешниот настан е медицинските сестри прават разлика. Така, што е многу важно да се потенцира, бидејќи нивната улога во целиот оној медицински процес е многу важна во целата таа медицинска индустрија. Каков треба да биде односот? Веќе споменавте дека медицинските сестри имаат близо контакт и со пациентите и со нивните семејства. Каков треба да биде тој однос? Многу треба да биде, верувајте, од мое лично искуство ви кажувам, затоа што 50% од самата процедура е олесната ако подготовката на пациентот е направена од страна на позитивен став од страна на сестрата. Пациентот чувствува блиска доверба да се објасни, да каже анамнезата, да си ја раскаже на сестрата, а потоа и на докторот. Многу е ние како тим, еве ќе кажам, пошто јас сум одговорна сестра на дијагностички и одговорна сестра во тимот на ангиографија. Многу сме среќни кога пациентот не доживува на крај стегајќи ни ја раката и ни кажува дека верувајте кога излеговте и кога не примивте, кога се насмеавте, и целата трема што ја имав и ја чувствував, веќе не ја чувствувам. Тоа е за нас нивото што треба да го постигнеме. Довербата што треба да ја има пациентот, сигурноста пред се во екипата, во тимот, а тоа е и мотото на нашата болница. Пред се да бидат пациентите згрижани, да се чувствуваат дека се добро прифатени, дека се безбедни, дека е превземено се што треба за нивна лична безбедност, дека се информирани како пациентот, така и семејствата за се што треба да им се прави, и дека им се почитува нивното човечко достоинство, нивното достоинство, да. Комплетно не правејќи разлика во ништо. Пациентите се болни. Апсолутно, пациентот е болен. Наоѓате ли за секој од нив
збор за утеха. Наоѓа, Понекогаш е тоа секогаш, потребно. да, секогаш. Или кураж. Секогаш, значи, тоа ни е првото нешто, пациентот го има првиот контакт со нас, како и последниот, но првиот е најбитен, нели, за да му се влее доверба во текот на понатамошниот престој во болницата. Значи, еден убав збор, мислам дека и го лекува. Уште на почеток, баш и тоа и самите пациенти ни го кажуваат. Како да кажам, многу е, не само пациентите, туку и нивните фамилии се вклучени во целокупниот процес. Баш пред скоро време имавме еден пациент кој што беше тежок акутен инфаркт, го внесовме во сала, многу страф и неизвестност на лицата на фамилиите, а да не зборуваме за пациентот, но за кратко време сето тоа беше проследено само со насмевка и убави коментари, да, од страна од семејствата и од страна. Така да и за нас е убаво чувството кога пациентот ќе има, нели, добар исход. Сакам само да се надоврзам на ова што го кажува сестра Сонја, бидејќи не случајно се наоѓаме на тоа место кај што сме, како интервентни сестри, како инструментарки, како анестетичари. Секоја сестра од нас во себе носи нешто што ја тера амбициозно да го бара своето место во здравствениот систем. Кога мене би ме прашале сега, после толку години, зошто не сум амбулантска сестра, ќе ви кажам дека никогаш не би можела да останам да работам само во амбуланта или кај матичен доктор, бидејќи работата во оперативен блок или во интервентна лабораторија како нашата ангиографска сала е многу креативна. Доаѓа пациент кој што има затворена артерија, кој што е препотен со болка, кој што не може да земе здив, а вие сте тие кои што треба да му ја отворите артеријата заедно со целиот тим, да му овозможите циркулација, да се храни срцевиот мускул, да му се заруменат образите, да ги отвори очите и да ви каже многу полесно дишам. Сега ми е многу добро, ви благодарам. Тоа не прави, знаете како, дали е ноќе во 2 часот на полноќ или е напладне во 2, ние како тим, а и сите здравствени работници, живееме, мислам дека за тој момент, за тој благослов, што би рекла од пациентот, да сте здрави и живи, да ви е здрава и жива фамилијата, кога ќе го осетат оној позитивен фидбек што и ние го пружаме за нив. Така да тоа е взаемно. Од моје лично искуство би го кажала. А дали можете по завршувањето на работниот ден работата да оставите зад болничките врати, како што тоа го прават луѓето кои што работат, нели, во канцеларија ќе заминат и тука завршуваат? Во најголем процент да можеме, но некогаш ние работиме дека и на повик, нашата работа е на повик со итни пациенти, некогаш и како да кажам, не можеме тоа да го оставиме така, мислиме на пациентот што сме го завршили или било како. Но најчесто мора да го оставиме, да имаме време и за себе и за семејството и да бидеме корисни и за нашиот личен живот. Своја семејна приказна, сите имаме свој приватен живот. Професионалноста на сите нас, како од моја гледна точка после толку години работа, е тоа да направиш дистинкција, да знаеш кога ќе излезеш од дома, да ја затвориш вратата за дома, кога ќе дојдеш на работа, да влезеш и да се внесеш во работниот процес. Меѓутоа, точно е така, некогаш не можете да емоциите кои што се дали било тешка некоја интервенција или некоја несакана ситуација која што фатално завршила, да ја исклучите. Таа подсвесно ќе стои, емоциите се тие кои што стојат, меѓутоа согорувањето како го Тоа значи дека тагата, но и среќата на човековите судбини се паметат. Се паметат, да. Мислам дека според мене лично, можам да кажам дека јас повеќе ги паметам само убавите спомени, убавите благослови, убаво кажаните зборовите од страна на фамилиите, на пациентите, наградите кои што нас како персонал од страна на докторите ќе биде кажано ви благодарам, супер бевте, одлични сте од страна на нашиот доктор Митрев кој што знае сето тоа да го препознае во нас, да го награди, да не испрати на конгрес, на некое збиднување кое што е важно за доедукација на сите нас. Мислам дека тоа што еве јас после толку години, 20 години обстојувам во болницата и се уште сум таму каде што сум, горда што сум таму и се радувам на сите мои колеги и колешки кои што рамноправно со мене го продолжуваме целокупниот работен процес. Велат дека работата на медицинските сестри исполнета со голем стрес и дека тие често пати чувствуваат исцрпеност и брзо согоруваат на работното место. Што велите? Тоа се некои светски статистики и анализи. Тоа може би било, да, може би на почетокот и така, може би сме се чувствували, нели, додека не се внесеме целосно во работата, или тоа можете, како да кажам,
на крај на денот, кога веќе имаме цел ден интервенција од сабајле до вечер во сала, зависи. Но реално, ние сме веќе навикнати на тоа. Кога со љубов се работи една професија, се знае дека нема ни умор, нема ни исцрпеност, нема ни ништо, единствено ни е битен да се заврши пациентот, да е успешно пациентот. Вие кажавте дека не можеме да ја затвориме вратата во 4 ако завршува канцелариската работа во 16 часот. Нашата процедура може да трае некогаш и 3 и 4 часа, зависи од тежината на пациентот кој што го имаме, некогаш непланирано ни доаѓаат пациенти кои што во планираниот тек на работен процес во денот не биле ставени во план, меѓутоа и нивната итност, нивната состојба здравствена бара да направиме простори да ги вметнеме. Сето тоа изискува од нас да го пролонгираме и работниот ден. Меѓутоа, затоа па организираме од страна на болницата тимбилдинзи, правиме екипи, еве сега најново нешто имавме шутбол, екипа која што од сите оделенија се правеа екипи, заедно спортувавме, правевме велосипедски тури, каде што се прави организирани настапи, за да на некој начин тој стрес, а и сите заедно повеќе се сплотиме, бидејќи кога работиме во една работна атмосфера, се знаеме како професионалци, како колеги, се почитуваме така, нели? Меѓутоа, кога сме на терен, како спортисти или кога сме на велосипедска патека, па тогаш ја знаеме и другата страна. Или кога сме на забава, кога сме на новогодишна прослава или на некоја Доктор Митрев причина. знаеш и од секогаш, јас исто нели 20 години тука и затекнавме многу прослави, патувања, викенди, значи можам да кажам дека доктор Митрев мисли на вработените, дека едноставно и ние покрај работата поминуваме и убави моменти колегијално. Да, и тоа е многу важно, тоа е клучно. Да бидат задоволни вработените. А што вас ве поттикна лично да се одлучите да ја работите оваа професија? Оваа професија бев медицинска сестра уште на моите кукли, но реално оваа професија не може да се работи ако не се сака. Нели, оваа професија влеваше многу љубов за хуманост, за емпатијата одигра многу важна улога, значи едноставно да дадеш помош, да почитуваш некого и да бидеш искористен, да бидеш корисен за некого, за мене беше многу битно кога се запишував, нели, уште во средно медицинско училиште. Значи и да се работи самата професија медицинска сестра е од многу клучна улога затоа што ние го имаме најголемиот сегмент за грижата на пациентите што не го може секој. Како викаат, лекарот лекува, сестрата негува. Мојата инспирација за сестра од почеток, знам се сеќавам уште кога учев во основно, прво мислев дека ќе бидам економиста, па потоа ќе бидам фризерка, па на крај потоа кога ги видов сестрите од школа како излегуваат кога се враќавме со мајка ми од болница во униформите што ги носа со капчињата бели, реков јас ќе бидам сестра. И сватив дека тогаш само заради тој момент некако решив дека ќе бидам сестра, меѓутоа за да се стане сестра мора да се биде сестра професионалец со трпение, со креативен дух, амбициозен во работата. Значи, тоа се клучните критериуми всушност за да се биде добра сестра. За да може да се надминат сите стресни ситуации, сите моменти кои што, како што напоменав и преска, има ситуации кога сме комотни во работниот процес, кога не треба брзо, меѓутоа има ситуации кога самата состојба бара брзина, рутина и тогаш нема место за грешка, мора да се цело време да се знае. Споменавте нема место за грешка. Нема на место. колку пациенти е оптимално медицинската сестра да биде посветена во работата? Предпоставам ако работи со премногу пациенти, дека веќе има поголем простор за грешки, како и во еден пациент и тогаш не смееме да направиме грешка. Значи едноставно се исклучуваме се што ни било нели од страна и влегуваме во сала спремни. Покрај искусниот лекар да има нормално искусна сестра. Додека кога сме надвор од интервентната сала во болничкиот дел тогаш веќе се грижиме за повеќе пациенти да се на одреден степен на ниво, зависно од тоа што секој пациент изискува. Меѓутоа секако нели ние не работиме само ние две, имаме со нас и уште колеги кои што се распоредени на соодветните места каде што има потреба од грижа, помош, дали е тоа терапија која што треба да се даде, аплицира, дали е подготовка на пациент и така натаму, меѓутоа пред се многу е важно тоа што ние сме мултитаскинг, што напомена и сестра Сонја. За диагностички центар, сестрите што се повеќе направени на тој режим да
повеќе сестри работат многу повеќе активности, се со цел ако недостасува на некое место сестра може да се да се уфрли друга вметне. од друг процес. Но во ангиосалата може да се вметне некоја која што ја нема таа едукација. Бака, сега во ангиосалата имаме едуцирани сестри и знаеме кои се едуцирани сестри и тоа се лица под надзор и тие не може да се вметне било кој да работи, бидејќи мора да знаат правила за движење во зона на зрачење, мора да бидат под контрола на Републички завод за здравствена заштита со дозиметрија и така натаму и сите ние сме изложени нели во работен процес кој што е контролиран, а и ние заради нашето здравје мораме да знаеме се што треба да почитуваме. Еднаш годишно ни прават соодветни здравствени прегледи кои што се независни од нашата болница, од Републички завод ни доаѓа тим кој што ни прави проверка на нашата здравствена состојба да видат дали сме витални, здрави, способни за работа, бидејќи сепак не е ни малку едноставно да се работи во зона на зрачење. Едноставно ние работиме во специјални услови на работа, со специјални заштитни облеки. Значи тоа не го може секој, да. Так. Тежина носиме на нас, редовно, нели, грижан е пациентот, почитуваме стандарди на работа, не смее да се направи отстапка. Како изгледа еден работен ден? Еден За работен ден, медицинската да. сестра. Еден работен ден, па кога се работи, како што кажав, со љубов, убаво. Најнапред почнуваме да ги примаме пациентите наутро. Направиме припрема на интервентна сала, нели чекирање се тоа што ни е потребно за да подготвиме пациент и откако ќе ги примиме во синхронизација со докторите, ги почнуваме да ги работиме. Покрај интервентната сала покриваме и дневна болница, често пати и ургентен центар. Ние сме сестри на компјутерска и магнетна резонанса како поддршка од кога треба нели да се постави интравенска канила или асистенција нели на доктор за биопсија или било што. Така да нашиот работен процес е многу разновиден. Значи не е само она не е монотон, не е монотон. Различен секој ден, секој ден е нималку едноставно, ниту еден ден е сличен на претходниот. Секој ден е различен, секој ден носи своја креативност, секој ден носи своја динамика. Некогаш знае да биде порастеретен, меѓутоа некогаш знае да биде и многу динамичен, со многу различни процеси во исто време. И тука доаѓа до израз организираноста наша, умешноста, како да се прераспределиме сите. И нормална насмевката на лицата, без тоа нема убав ден. Така, работите со пациенти кои што се најчесто исплашени, па и со нивните семејства кои што исто така се под стрес, во грч. Заради тоа што они секогаш нели доаѓаат за терапевски и за дијагностички испитувања. Самата радиологија, дел од радиологија е неинвазивна, каде што се прават дијагностички испитувања. Дел е кај нас во ангиосала, каде што покрај дијагностика се прави и терапирање на моментот каде што има проблем. Ако имаме крвен сад кој што е затворен, треба да го отвориме да се стави стент. Ако имаме вродена срцева мана, треба да се делува да се затвори таа вродена срцева мана, да се стави чадорче или оклудер или зависно од типот на промените кои што ги имаме пациентот. Меѓутоа, семејството посебно стои надвор и чека во исчекување како ќе заврши целата процедура, дали се ќе биде во ред, дали ќе добие позитивен одговор. Сето тоа е важно и за семејството, и за нас како директни учесници во целокупниот работен процес. Меѓутоа, фидбекот на крај е најдобар и најубав, кога сите среќно ќе излеземе и ќе кажеме успешно завршивме. Лицата наши кажуваат 1000 зборови, а и ние сме лицето на болницата, да. Ние сме првиот и последниот контакт со пациентот и фамилијата, ние сме лицето на болницата, ние ја представуваме болницата. Значи мора да биде се безпрекорно. Можете да кажете дека е убаво и добро да се биде медицинска сестра? Да, секогаш. Од моја лична гледна точка, јас направив прекин на мојот профил како сестра, 2 години работев во комерција, како што напоменав. Имав една убава комерцијална работа, дотерана вака секогаш во костим, на штикла. Сега сум во патики, бидејќи сум најкомфорна така. Меѓутоа, сватив дека до крајот на мојот живот, до пензија, не би сакала да бидам оддалечена од пациентите. И повторно се вратив да работам како медицинска сестра, благодарение на нашата соработка. Со доктор Митрев ми понуди да бидам дел од тимот тогаш. Пред 20 години го прифатив предизвикот и воопшто не се кајам, бидејќи сметам дека еднаш кога ќе се засака работата
и кога ќе ја работите истата со љубов, мислам дека нема место за некоја друга професија да замисли ту позадина. Така да, посебно за оваа интервентнава кардиологија, каде што јас работам со години, сметам дека за мене нема поубаво нешто од таа креативност која што се случува во таа ангиосала, што ја викаме, и дека тука уште еднаш кога би се родила, повторно би ја избрала оваа професија. Истото претпоставам дека важи и за нормално вас. дека истото, да, иако претходно работев, кажав, и на други оддели, нели, профилирав низ како инструментарка во операциона сала, но сепак интервентната сала си дава, како да кажам, своја љубов, своја топлина, не знам, секој пациент си е со своја приказна. И убаво беше што ни објаснивте дека постојат различни нивоа, градации кај медицинските сестри, бидејќи кога ќе се спомне медицинска сестра, сите првата асоциација ни е медицинско лице што се грижи за пациентот, зема крв, некои такви основни точно, имаме процедури. Точно, ние сите сме очигледно дошле дека со едукацијата одите нагоре и нагоре. Апсолутно, верувајте дека јас како сестра од лично искуство пак ќе се напоменам, неколку пати повторувам, бидејќи кога дојдов од друга институција, после 15 години работа, мислев дека се знам. Меѓутоа, сватив дека кога дојдов, имавме ментор од Германија, која што не едуцираше за сите работни процеси кои што треба да се спроведуваат на одделите каде што работиме. Со самото тоа ние свативме дека како се едуцираме се повеќе и повеќе, ние се наградуваме себе си со повеќе знаење и многу полесно ги поминуваме можностите да се асистираш на докторот, да се уклопиш во секој работен процес. Јас сватив дека многу работи не знам и дека многу треба уште да учам. Благодарение на целокупната едукацијата продолжува. Целокупната едукација што сме ја почнале, не запира, ние имаме и едукацијска школа која што по-старите, по-искусните сестри, да речам, со поголем стаж, имаат обврска да од сите своји оддели имаат предавања, па потоа практични настави и на тој начин на новите колеги кои што влегуваат во нашите работни процеси му возможиме многу полесно, побрзо да се вклопат во целокупниот работен процес. И да работат според JCI стандардите. Тоа ни е важно. Околу едукациите можам да напоменам дека, како што кажавме, нели довербата ја имаме од доктор Митрев и можноста со докторка Вилма Ампова Соколов ја посетивме Индија во академијата за сложени интервентни техники каде што многу научивме, нормално, дури и присуствувавме на најголемиот конгрес во кардиологијата во Азијско-пацифичкиот регион Индија Лайф, што беше за нас големо искуство. И ќе кажам дека нашата работа, како за сестри, така и за доктори, дека можам да кажам дека Жан Митрев клиника е рамо до рамо со светските болници во светот, да. Тоа е докажано и сега кога ни беше реакредитацијата од акредиторите, не сврстува со Мајо клиника, дека сме на тоа ниво, дека според работните процеси, што е огромен комплимент и затоа велам горда сум како сестра што толку години евалуирам во болницата и се уште се чувствувам пријатно за работа, пријатно во соработка со колегите и мислам дека за една млада сестра да го почне својот работен процес како сестра во нашата болница е голем предизвик бидејќи има што да научи. И сосема на крајот на денешната Телма амбуланта да ви го честита меѓународниот ден на медицинските сестри. Јас од моје лично име ви благодарам за поканата што бевме денеска дел на оваа свечена недела за денот на сестринството. Гордост ми беше што ја представувам нашата клиника заедно со сестра Сонја. Така да ви благодарам, се надевам и некоја друга прилика повторно ќе бидеме ваши гости. И од мене благодарам и еве можност да им честитаме и на сите наши колешки медицински сестри да им е среќен меѓународниот ден на сестрите. Неки ме среќен на сите кои што ја работат оваа работа. Сестра Сузана и сестра Сонја, ви благодарам што бевте дел од денешната Телма амбуланта, што ни представивте како изгледа работата на медицинските сестри во вашата болница. Ви посакувам уште понатамошни успеси, надградување во едукацијата и да уживате во работата онака како што уживате сега. Се гледа по нас. Се гледа по нас. Мора да се сака работата, велат дека работата на медицинските сестри треба да се сака можеби повеќе од останатите професии за да може да се работи. Да, се согласуваме. Ви благодарам. Ви благодарам. Уште еднаш им благодарам и на гледачите што денеска ја следеа Телма амбуланта со внимание. Се гледаме секој работен ден во редовниот термин емисијата 12 часот и
50 минути, кога заедно учиме за нашето здравје. Пријатно!